Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издање на Супер Звезда. Денеска се уваме од еден од најубавите градови во Македонија. Дечки, а кој е тој град? Берово! Ајде да им мафнеме на сите кои што не гледаат. Поздрав до сите наши другарчиња од цела Македонија и пошироко од целиот свет. Добро дојдовте во оваа емисија во која што Супер Звезда денеска се специјални гости во Берово и сакам да им заблагодарам на моите драги другарчиња од Берово кои што ме поканија и денеска ми организира еден прекрасен, убав, топол пречек овдека. Искрено морам да ви кажам дека прекрасно се чувствувам, буквално исто како да сум дома. Така да сакам еден по еден да ги представам, да покажам кои се денеска ќе ни бидат гости во нашата емисија. Ајде да почнеме од овој батко овде. Георги. Ево го Георги, здраво живо. Георги, добре ми дојде во Супер Звезда. Колку години имаш, Георги? 11. Браво, да си жив, здрав, ти ќе ми бидеш десна рака, договорено? Да. Супер. Оваа прекрасна девојка се вика? Евгенија. Евгенија, здраво, добре дојди ти во Супер Звезда. Ти колку години имаш? 11. 11. Браво, Злато. А ти, Злато, како се викаш? Маја. Маја, добре ми дојде во Супер Звезда. Мајчка, ти колку години имаш? 11. Значи сите овдека имате по 11 години. Браво, да сте живи и здрави. Сега да ја покажеме оваа мала цуца убава која што се вика Христина. Христинче. Колку годинки имаш ти, бе, кукле? 6. Ти си голема девојка, браво, да си ми жива и здрава. Ево едно скопјанче тука со мене. Ова е девојката која се вика Никита. И Никита е таа малечката директорка на овој специјален хотелски комплекс кој денес ќе го посетиме и ти ќе ми бидеш десна рака. Договорено, Никита? Супер. А сега да ја представиме оваа женска што се вика Ангелина. Ангелина. Добре ми дојде во Супер Звезда. Колку годинки имаш ти, маче? 5. Годинки. А, ти си една од најмалечките учесници денес во нашата емисија. Драго ми е што си тука и што ќе се дружиме заедно. А сега да се запознаеме со Сара. Сара. Колку години имаш ти, маче? 11. Прекрасна девојка си и ти, да си жива здрава. Следната гостинка во Супер Звезда се вика Дивна. Дивна, здраво, живо, добре ни дојде во Супер Звезда. Колку години имаш ти? 11. 11 и за крај, и дами и господа, ево уште еден батко овде кој што се вика Драга. Драги, бе, добре ни дојде да пукне. Ајде силно. Дечки, како сте, расположени ли сте? Да. Ајде да ве видам еднаш 3 4. Је! Да викнеме во знак на добро расположение, така и да почнеме оваа емисија. И сега, еве, за почеток овдека, сакам, како што кажав, да ви заблагодарам уште еднаш за топлиот и срдечен прием. И еве да ги поучиме сите оние кои што никогаш не биле во Берово и кои што не знаат ништо за Берово. По што е познат градот Берово? По сливите и по компирот. Значи имаме страшен добар беровски компир кој се бара на сите пазари не само во Македонија, туку и во странство. Тоа е тоа, значи планински компир од Берово кој ќе дое, тоа е тој компир, вистински компир. И сливите? И сливите што се едни од најубавите во Република Македонија. Големи, убави, магарешки, така? Да. Ни прекрасни, супер, да. Инаку Берово си има исто како сите градови из Македонија собствен дијалект. И интересен овој беровски дијалект бидејќи има некои многу така интересни зборчиња што би кажал, еве, ќе ми помогнеш ли со некој од зборчињата? Например, за куќа се вика кашча. Кашча, уоли го кажав, а? Браво. И некој уште еден таков збор ќе ми каже ли некој? Ајде да видам. Овели Злато. За татко башча. Башча, видиш колку убаво. Супер, ајде да кажеме уште некој. Цвеќе читка. Ај, колку убаво. Супер. Еве сега имаме значи специјален час по беровски. Останете со нас, читани гледачи, ова ќе биде специјална, многу интересна емисија во која што еве да кажам денеска заедно со овие прекрасни дечиња кои што се од Берово и кои што ме поканија да дојдам овде, ќе бидеме гости во едно прекрасно место. Јас кога реков доаѓам во Берово, баравме некој убаво место каде што ќе може да снимиме емисија и одбравме да дојдеме токму на ова најубавото место. Станува збор за еден прекрасен хотелски комплекс кој што се вика како? Хотел Манастир. Хотел Манастир. Почитувани гледачи, денеска ќе бидеме специјални гости овде, ќе ги откриваме убавините на градот Берово, ќе ги откриваме убавините на овој прекрасен хотелски комплекс, а тоа е комплексот Хотел Манастир. Затоа ве поканувам во следните 60 на минути да останете заедно со нас, да ја гледате оваа емисија Супер Звезда, во која се надевам дека исто така и вие ќе уживате онолку колку што уживаме и ние во оваа наша денешна прошетка. Останете со нас, се гледаме веднаш после рекламите. Бакнеш.
почитувани гледачи, за сите оние кои малку подоцна се вклучија, денеска Супер звездите се специјални и ексклузивни гости овдека во градот Берово, во прекрасниот хотелски комплекс кој што се вика Хотел Манастир. Посебно ми е драго што имаме можност да бидеме пречекани од директорката, а тоа е Дина Муцунска. Дина, здраво живи и добре дојде во Супер звезда, како си? Добре дојдовте, благодарам, добре сум. Честни што сте наши гости денеска. Благодарам и за вашата можност што ни возможивте да дојдеме и да ја видиме сета оваа убавина овдека. Јас и Супер звездичките денеска подготвивме многу интересни прашања за вас. Се надевам дека ќе имаме една убава интересна емисија која што нема да биде интересна само за дечињата, туку и за нивните родители. Така да во следните 60 на минути ќе бидете наш домаќин, а и соговорник во оваа емисија, ќе имаме можност да одговориме на многуте прашања кои што ги имаме. Дечки, имате ли спремно прашање за Дина? Кој има прашање да крене рака да види? Ајде, тргнуваме од овдека. Кукле, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Дивна и сакам да го поставам прашањето од кога постои овој хотелски комплекс. Прекрасно прашање. Дина, од кога постои овој прекрасен хотел? Така, Хотел Манастир постои веќе 9-та година. Значи изграден е пред 8,5 години, континуирана градба, односно се состои од 3 крила кои што се постапно градени. Не е изграден во еден здив, туку дел по дел е граден. Станува збор за една божја убавина, би можел да кажем, доаѓаат ли многу гости туристи тука? Да, секако доаѓаат и гости од земјава и гости од странство. Прекрасно, ајде да видиме кој го има второто прашање. Овој Батко, повели Злото. Здраво, јас сум Драган и сакам да прашам дали овој хотел е стар или нов. Ова е навистина многу убаво прашање, бидејќи кажавте дека е изграден неодамна, но судејќи вака по ова што го гледам, ми личи дека е нешто традиционално, нешто автентично, како да извира далеку од времето. Да, архитектурата е малку поспецифична, не наликува на нова градба, туку наликува на градба од доцен 18 односно ран 19 век. Инаку сите делови од комплексот се нови, значи градени во овие 9 години, освен третово крило, кое што се наоѓа одма позади нас. Тоа е градено на место на стара градба од 1937 година, која што на времето беше хидроцентрала, односно една од првите 3 хидроцентрали во Македонија. Значи Берово покрај Битола и Скопје снабдувано со улична електрична струја уште во 1937 и токму на тоа место не имаме сега хотелско крило, а внатре е конзервиран генераторот кој што е од 1937 година, и каишите, и турбините, сето тоа е внатре како еден експонат на минавето и може да се погледне. Иако не работи, можем да кажем вака од надвор дека и ден денес зрачи со позитивна енергија. Да, како не може да се почувствува. Сите кои што не е дошло треба да дојдат за да почувствуваат таа позитивна енергија. Така, почитувани гледачи, сите вие кои не сте биле, јас ви препорачувам да дојдете, бидејќи навистина ова е прво божја убавина. Едноставно очите не можат да се изнагледаат толку колку што организмот ќе ви бара, значи навистина ова нешто невидено до сега. Има многу работи наоколу кои што во тек на оваа емисија ќе ги покажеме. А самиот воздух, самата клима овдека ви прави да се почувствувате како да сте, буквално да кажем, како на друга планета. Ајде сега да одиме со останатите прашања. Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас се викам Сара и сакам да ја прашам Дина колку гости собира хотелот. И ова е навистина убаво прашање. Гледам дека има многу луѓе овдека наоколу. Колку гости собира Дина кај вас? Така. Хотелот има 37 соби, односно дел апартмани, дел соби. Вкупно 60 кревети, но во однос на луѓе колку што може да прими, тоа се 100 лица. 100 лица може да се сместат. По какви поводи најчесто доаѓаат луѓето овде, да се рекреираат, да се одмараат? Така. Голем број од посетители се токму семејни, вакви со мали деца, заради тоа што Берово е поднебје кое што покрај тоа што на сите нам ни одговара, е многу добро за детското здравје и воопшто за човековото здравје. Инаку имаме доста и работни посети, како семинари, различни коктели, работилници, исто така и рекреативни посети, заради тоа што околната природа нуди прекрасни услови за рекреација, како што е возење велосипеди во природа, пешачење, планинарење, имаме кајак на мирна вода, исто така во текот на зимата може да се практикува нудиско скијање, односно одење со ски по снег. Едноставно нуди многу можности за рекреација. Дел од овие рекреативни можности ги обезбедува самиот хотел. Јас видов таму маунт бајкови и некои велосипеди веќе стојат и чекаат. Да, имаме и наши кои што ги рентаме, но исто така и луѓе кои што се доаѓаат со своји велосипеди. Исто така имаме и коњи за јавање кои што ги ползуваме, кои што се во програмите на хотелот исто така.
Нема да е лошо јас да пробам дека една прошетка со еден маунт байк малце да пробам после оваа емисија, верувам добро ќе ми дојде. Ајде сега да видиме, имаме ли уште прашање, да? Леле, уште колку прашања има. Повели, Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Маја и сакам да ја прашам Дина од каде доаѓа името Хотел Манастир. Од каде доаѓа, значи, ова прекрасно име на вашиот хотел? Така, од самиот манастир кој што всушност до нас, ни треба, сакавме да го именуваме хотелот по некое звучно име кој што ќе биде лесно да се памти, сепак да има нека мала символика, па едноставно се наметна. Кој што градбата која што веќе беше до нас, името нејзино да го искористиме. Прекрасно, да, тоа е прекрасна варијанта. Ајде сега понатаму, повели, Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Евгенија и сакам да ја прашам Дина во каква архитектура е изграден хотелот. Ајде се уште еднаш малце околу архитектурата да кажеме, значи од каде дојде идејата за токму ваква автентична, уникатна архитектура? Како што веќе спомнавме во претходниот одговор, значи станува збор, името се го превземавме од манастирот, па така некако се наметна и идејата архитектурата да понесе нејзини карактеристики. Односно, архитектурата во која што е градена на двореж на хотелот е карактеристична за манастирите во доцен 18, односно ран 19 век. Па кога ги гледа однадвор човек и манастирот и хотелот да доаѓа како една целина архитектонска да се. Прекрасно. Ајде сега да имаме уште едно прашање на пример да поставиме, па потоа ќе направиме една мала пауза. Може така? Еве да одмориме и ние гледачите. Еве Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Георги. Сакам да ја прашам Дина кој е манастирот што се наоѓа спроти хотелот. Така, кој е името на манастирот и каков манастир е овој што се наоѓа за кој што зборуваме, кој што е поврзан директно и со името на хотелот и со архитектурата? Така, убаво ни се надоврзаа прашањата една за друга. Името на манастирот е Свети Архангел Михаил и постои од 1818, односно 1818 година, се работи за женски манастир и единствениот манастир во Македонија, мислам поприлично сум сигурна, кој што има континуиран монишки живот од самиот негов зачеток па се до денес. Од кога е зачетокот на тој манастирот? 1818 година. 1818 Многу интересна легенда врзана за изградбата на црквата, но може да ја кажеме во нека друга прилика или кога самите гости ќе дојдат на лице место ќе ми ја раскажеме. Да, зошто да не? Еве тоа нека биде една причина повеќе да дојдат овде да се запознаат вака со традициите на местноста, на населението на ова место, а поготово и на манастирот кој што е тука во директна непосредна близина до овој хотел. Сакате ли сега да отидеме од другата страна, таму каде што се наоѓа манастирот, да можат и нашите гледачи да видат за каков манастир станува збор, а и останатите прашања кои што претпоставувам дека ги имате, како што и ми кажавте дека ги има во голем број, да ги поставиме таму. Договорено? Ајде, 3-4 заминуваме. Шетаме, драги гледачи. Дечки, како се чувствувате? Одлично. На вистинско место ли сме дојдени денес? Да. Значи не ја утнавме, ја погодивме работата, така? Браво. Значи Берово, освен што е познат, драги гледачи, како што кажавме, по беровски компир и по беровска Слива. По беровска слива, познат и по овој хотелски комплекс кој што се вика Хотел Манастир. Еве сега тука се наоѓаме пред рецепцијата, каде што би сакал неколку прашања да ги поставиме на Дина. Кој има прашање за Дина? Оваа прекрасна девојка. Кој е твоето прашање, Злата? Сакам да знам какви гости доаѓаат тука. Браво бе, Христинче, прекрасно прашање, Кукле, ти благодарам многу. Какви гости значи доаѓаат?